Ja sam Veljko Nedeljkovski, sovremen makedonski pisatelj od постарата генерација. Меѓутоа, подолго време пишувам за деца и неодамна излезе од печат мојата 20-та поред книга за деца под наслов Златко Златец во издание на реномираната издавачка куќа Антолок од Скопје. Сега ќе прочитам одломка од оваа книга. Всушност се работи за серија мини романи, јас така ја замислив, составена од 4 поглавја всушност, каде што секое поглавје функционира и самото за себе, меѓутоа сите заедно градат и една целина. Солитерски детективи. Верниот другар Жиле Верн. Вистинското име и презиме му беше Живко Верновски, но како страстен влюбеник во романите на писателот Жил Верн, реши барем приближно да звучи како познатиот автор. Жиле знаеше да рече пред другарите: штета што не се роди во минатиот век. Така ќе земе учество во големата експедиција на пат кон центарот на земјата. Она литературна авантура која чиче Жил Верн брилијантно ја опишал својот истоимен роман. Кој го читал, нека крене 2 прсти. Некој шеговито ќе кренеше цела дланка и ќе мукнеше: какво читање, тоа не е во мода. Да беше видео игра, читањето секогаш е во мода, ќе избувнеше како да е лично засегнат Жиле Верн. Луѓето ќе читаат книги и во наредниот милениум. И во оно и по него. Кој е запознаен со подморницата на капетанот Немо, нека крене 2 прсти. Никој, срамота другарчија. Така и сега, кога телефонски му се јави Златко Златец, Жиле Верн беше пријатно изненаден и рече: Златец, само ти дојди кај старата самопослуга. Ти позајмам 3 романи од Джек Лондон. Исто така одличен автор. Првата е Повикот на дивината, супер четиво. Се раскажува за едно куче по име Бак. Маче, Жиле, се вметна Златко, поплова мачорче, те барам тебе да го најдеме него. Мислам, ако си слободен. Разбирам, кликна Жиле Верн. Повикот ти е шифриран. Со деталите ќе ме запознаеш при личната средба. Тоа ќе се случи по 5 минути, кај киоскот за бели печиво. Здраво! Двојцата беа точно у секунда. Кажувај на само фактите, рече Жиле Верн. Слушај и вклучи го со цензор за фантазија, замоли Златко. Не постои случај кој не може да биде решен, оптимистички кликна Жиле Верн. Бараме исчезнат мачор, сватив. Опис, име, лични карактеристики. Мјалука, гребели, јаде шпагети. Се вика Томчуле, моје домашно милениче, сега е бегалец. Кога последен пат е виден и каде? Не го виделе, во тоа е проблемот. Поштарот и дедо ми фатил магла пред нивните очи. Има ли надеж, Жиле? Твое среќа што го познаваш вистинскиот детектив, мене. На која светска страна да го бараме, Жилче? Момент, размислувам. Ако Петар слично на еден, се сетив што се случило. Тој Джерко си е веќе дома, односно мисли дека е дома. Томчуле, се вика Томчуле, го поправи Златко. Не е дома, се колнам. Колку солитери има во населбава? 5. Сите имаат по колку катови? По 8. Однадвор се исти, сите со сина фасада. Не следиш ли? Еве што се случило, јасно како ден. Твоето мачече Шаренко, Томчуле, се наморти Златко, веќе 2 пати го прекрсти. Не фаќај се за ситници, ти бега главната приказна. Нека биде и Томчуле, немам ништо против. Просто е како гравче, другар. Мачочето пошло да се врати дома, но погрешно, многу погрешило солитерот. Разбрали во што е вицот или да ти нацртам. Влегува во друг влез, се искачило по скалилата на друг солитер. Ти си во бројот 2, така? Останува да ги провериме високоградбите број 1, 3, 4, 5. Помене, одиме во акција, патување во центарот на зградите. Се покажа дека Жиле Верн има одличен исследнички инстинкт. На кој кат е вашиот стан, праша тој? На 3-тиот, лево од лифтот. Така и ќе го бараме, Томчуле. Што се чудиш? Мачињата не учат математика, но бројат на некој свој начин. Почнуваме со солитерот број 1. Таму не им се насмевна среќата. Во приземјето на солитерот 2 станарите имаа заеднички домар. Тој ги сослуша 2 деца, но одречно занише со главата. Овде не се вмокнал ниту еден мачор, гарант. Јас сум буден 9 часови, во смената која ми трае 8 часови. Мушичка да прелете покрај мене, ќе запишам во книгата на посетители. Видете во кулата 5, моја препорака. Го послушаа. Лифтот ги искачи до 3-тиот кат.
Разпоредот на становите беше ист како и во солитерот на Златко. Жиле Верн ја прочита металната плочка на една врата и непријатно се изненади. О, па овде живее нашата соученичка Летка. Дали вие двајцата сте скарани или тоа е одломка од роман на Чиче Жил? Скарали, призна Златко. Зошто мораме да дволиме токму кај неа? Има уште 3 врати на катот и... Имам позитивно предчувство дека сме на целта, рече Жиле Верн, а неговото прсте веќе продолжително го притискаше звончето. Му дофрли на Златко. Ти сокри се за долој столб, јас ти се распрашам за мачорчето Панделко. Томчуле, се вика Томчуле. И ќе останам овде, бидејќи се работи за мој миленик. Вратата се отвори. Излезе лично Летка. В раце држеше кутија со наполитанки и многу се изненади од посетата. Таа рече: Здраво, Жиле. Како да си сам, со другово дете сме XY. Здраво, Летка. Честито новото маче, директно и рече со ученикот Вердовски и истовремено му намигна на Златец. Еј, откаде знаеш, подзина Летка, имам чип за погодување. Шарено е, убаво е и не е твое. Туку чие? Девојчето спокојно рупна нова наполитанка и ми ја подаваше отворената кутија. Облажете се, но без глупости. Нека касне и овој што не е со тебе, му го заборавив именцето. Сум пукнал за твоите бајати вафли, не издржа Златко. Врати ми го мачорчето и да се разделиме. Самото дојде кај мене, рече Летка. Загреба по вратата, му отворив и тоа си влезе. По 5 минути веќе го засака. Умно окце. Златко се оближуваше, гледајќи како Жиле и Летка се сладат со наполитанките. Тој посегна и зеде 2 чоколадирани коцки. Само од учтивост, рече. Ти благодарам, Летка. Предај ми го Томчуле, јас сум му се на светот. Нема шанси, Златец. Освен тоа, јас му дадов друго име. Сега се вика Звоне. Околу вратот му подврзав мало украсно звонче. Може ли да добијам чаша вода? Итро рече Жиле Верн. Летка се повлече во внатрешноста на станот, а тој му дошепна на Златко. Мала Итри на другарче. Таа ќе отвори вратата, а Томчуле ќе се стрча во твојата преградка. Потоа, со ветар во петиците, бегаме. Сепак Летка го слушнала. Му подаде вода, но рече: Звоне спие. И само во нечиј сон може да му припаѓа на Златко. Имам решение, блесна Жиле Верн. Мачорчето со 2 имиња ќе има и 2 собственици. Една недела ќе живее кај тебе, Летка. А потоа една недела кај тебе, Златец. Важи ли? Важи. Заедничката грижа за него ќе ве помири вас двајцата. Праведно е, нели? Златко потврдо кимна со главата. Летка со насмевка го прифати необичниот предлог. Жиле Верн праша: дали имаш уште една кутија наполитанки, марка Апетит?